41 минута. Добро утро, следите утринска програма на вашиот јавен сервис. Прва тема која што до 8 часот ќе ја анализираме и на која што ќе бараме одговори секогаш актуелна, маркетиншки измами на интернет и на социјални мрежи. Вреди секогаш да се зборува на оваа тема, бидејќи барем еден човек да го направиме посвесен што клика, односно што отвара на социјалните медиуми и што поддржува, веруваме дека би успееле во мисијата. Пред се станува збор за заштита на вашите лични податоци и на вашите банкарски сметки, меѓу другото. На оваа тема утрово разговараме со нашиот гостин и веќе редовен соработник. Благодарам што е тоа така, господинот Божидар Спировски, инженер за информацијска безбедност. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам повторно што ме поканивте да гостувам во емисијата. Честа е наша и на гледачите, бидејќи навистина од вас можеме да извлечеме доста интересни не само одговори, туку и совети како интелигентно да ги користиме социјалните медиуми, да не потпаѓаме на интернет измамниците. Да, секој си наоѓа начин како да заработи, но гледаме ние тоа да не биде врз туѓата мака. Врз грбот на другите. Голем е бројот на наградните игри кои што во континуитет се појавуваат изминатиот период на социјалните медиуми, пред се на Facebook, каде што се користат логоа и имиња на познати брендови, светски и од кај нас, каде што се објавува дека доделуваат, не знам, 100 машини за перење, па по 10.000 денари на првите 100 луѓе и така натаму и така натаму. Тоа беше и целта да се слушнеме и да ја отвориме всушност оваа тема денеска. Зошто се прави ова? Прво, ајде, со која цел се прават овие фан страни, со која цел се билдаат луѓе на едно место на една таква фан страна? Значи, интересно, оваа тема се отвори како актуелна пред околу една седмица за нашите гледачи да знаат. Се појавија наеднаш во рок од 2 дена, како од печурки после дожд, 2 страници кои што се референцира на наши познати компании, ќе одиме малку подетално подоцна, и велја, едната рекламираше 100 машини за перење гратис дека ќе даде, другата дека ќе даде Ауди возило. Всушност се работи за, нормално, веќе е сосема јасно, никој не дава 100 машини за перење, никој не дава Ауди возило туку така на Facebook, се работи за измама. Причината за создавањето на ваквите страни е секако профит. Накратко можам да го расклопам моментот како тој се прави, како тој профит може да настане, и некој можеби ќе рече дека ова е упатство за измама. Не е, бидејќи ќе запреме пред да стасаме до профитот. Идејата на измамникот е да создаде страна на Facebook, која што ќе биде доволно примамлива, доволно интересна за голем број на корисници, посетители, да ја заследат таа страна, да станат следачи да ја гледаат таа страна. Дополнително, измамникот се обидува на секој можен начин да ги натера тие посетители да продолжат да ја рекламираат страната, за да соберат што е можно поголема група на луѓе. Потоа, откако ќе има доволна критична маса на корисници, измамникот оди на пазарот, постои црн пазар за вакви измами, за продажба на ваква публика, условно речено, и потоа ја продава таа публика на одредена друга организација, друг измамник, криминалец, било кој, може и политичка организација да бидеме реални, која што потоа ќе му даде на измамникот одреден линк. Тој измамникот ќе го стави линкот на својата страна, ќе ги натера корисниците, ќе ги убеди за да го добиете тоа нешто што е ветено, кликнете на овој линк, регистрирајте се. Наеднаш ве води на тој линк ве води на некоја друга страна, на тој што ја закупил што ве закупил вас како публика. Минатата седмица тоа беше точно од овие 2 страни, тоа беше некаква серија на последователни прашалници кои што не водеа никаде, само прашуваа глупости, но позадина трупаа нешто што се вика трекер куки, едноставно ви внесуваа информации во вашиот компјутер што ќе ве следат понатака, подолго време. Тоа беше минатата недела. Тие објави исчезна оваа недела, баш ги следав. Се појавија нови објави со нови линкови. Новите линкови водат денеска на страна која што се обидува да ве убеди да се регистрирате од вашиот мобилен на премиум мобилен број, што ќе ви зема 60 денари неделно, барем така е ветувањето, може и многу повеќе да ви земе, за да ви праќа SMS пораки со ветување дека ќе станете многу добар играч во една компјутерска игра која се вика Fortnite. Значи, се на се,
измамникот создава вакви страни за да привлече публика и ја продава публиката на друг некој кој што наоѓа начин тоа да го монетизира. Дали преку измама да ви убеди да ви земе пари од мобилниот, дали преку ваше следење, може да биде повторно и политички субјект кој што ќе ви даде некаква кампања, некаква пропаганда. Така. Постои уште еден модел на злоупотреба на ваквите страници, која ќе се изгради доволен број на следачи, самата таа страна се продава на некој друг. Таа страна наеднаш преку ноќ станува од реклама за фрижидер, станува, не знам, повторно, политичка партија е најчестиот модел, но може да стане друга компанија, може да стане нешто сосема трето, и веќе има изградено публика од 15.000, 20.000, 50.000 луѓе, некој што може да им ги турка своите пораки. Многу ефтин модел на маркетинг. Така. Профит е главната цел. Така. Би сакал само едно подпрашање, Иван, извини, накратко, зошто прават грешки или намерни се, или тоа не се македонски државјани, може би и со странци си имаме работа, кога ги пишуваат имињата, тоа сум забележал, не може би секаде, но така? Користат брендови наши, меѓутоа прават грешки, дали намерни, дали ненамерни во насловите на страните, во описот, ако земете убаво да прочитате, ќе најдете премногу печатни, правописни грешки, дека е користен Google Translate. Тоа е доволно веднаш на прв момент да сватите дека навистина се работи за интернет измама, или грешките се прават намерно да не бидат законски гонети тие луѓе? И комбинација од двете. Значи, еве ќе ги дадеме како пример, ги спомнав, ќе ги спомнеме подоцна, но во минативе 7 дена се појавија 3 такви страни кои што, да речеме, се повод за овој разговор. Првата се нарекува Техномаркет Фенс, љубители на Техномаркет. Втората се нарекува Ауди Фенс, љубители на Ауди. Третата се вика KFC, Kentucky Fried Chicken Fans, љубители на KFC. Креирани на 13, 14 и 19 јуни, се извинувам. Сите тие го носат тој назив Fans на крајот, за да се разликуваат од основниот бренд. Facebook има автоматски алгоритам кој што ќе ги пронајде дупликатните страни со дупликатно име во однос на вистинскиот бренд И ќе ги избриши. и ќе ги блокира или избриши или санкционира на некој начин. Чисто за сите да бидат свесни нашите гледачи, основните страни, страните на оригиналните брендови најчесто се верификувани страни. Не знам дали во медиумското пакетче што успеавме да го изградиме вчера, некој го виде, покрај името на верификувана страна стои едно сино крупче со штикличка во него. Тоа е верификувана страна, тоа не е лажна страна, бидејќи Facebook проаѓа низ процес да ја потврди. Така. Овие сите други мора да ги напишат малку различно како назив, за системот да не ги фати, да не ги пребрише, бидејќи верификуваната страна се знае дека е валидна страна. А вториот момент на неписменост, ќе го наречам, на остатокот од текстот, јас лично сум љубител на добар македонски литературен јазик, многу лично ме нервира. Последниот циклус беше, значи да, ако се странци, тоа е Google Translate, да. Во последнава серија на текстови што е излезена на овие 3 страни што ги спомнавме, го читав текстот, македонец го има пишувано, но е пишуван неписмено. И тука се срамам што, ете, барем нашиот измамник можел да потроши малку време и да направи добар македонски јазик да напише. Добро, ако тие така се заштитуваат себе си измамниците, хипотетички кажано, за да може некое време да функционира таа фан страна, да речеме, која што ќе примаме публика, како тогаш ние како корисници на социјални медиуми да се заштитиме себе, не од тоа што ќе кликнеме на фан страната, туку што ќе не однесе на друга страна и директно ќе влезе во наши податоци. Така. Значи, почнуваме точно најпрво од фан страната. Ете да ги наречеме фан страни за нашава дискусија. Најпрво најчесто користен термин е тоа, терминологија. Така, не е спорно. Не, фан страна може да биде вистинска фан страна. Добро, да. Не кажете и како да го знаеме. Имаме уметници кои што имаат вистински фан страни. Тоа е тоа штиклирано плаво крупче. Така. Сега. Оно што се случи, Техномаркет фан страната собра во последниве една седмица 4800 следачи. Тоа не се воопшто мал број на луѓе. Тие луѓе кликнале на страната, стиснале лайк, дале коментар. Дополнително, голем дел од нив им беше барано да ја споделат страната во 10 до 20 групи. Не едно луѓе, туку во 10 до 20 групи каде што членуваат. Тоа е наеднаш огромно ширење на гласот за таа страна. И практично секој што ќе го направи ова, секој граѓанин што ќе ја посети таа страна и ќе го направи ова,
додава легитимитет на измамникот. Го проширува гласот за измамникот со тоа што го става своето име под линкот до таа фан страна. Наеднош луѓе не ја гледаат фан страната од никаде дојдена, ја гледаат дојдена од човек потенцијално на кого му веруваат, кого го знаат. Тој легитимитет додава гравитација на таа страна, да други луѓе дојдат и да кликнат таму. Значи, ако стасате на страна, што велите како да се заштитиме, прво прашање, прашајте се, дали е ова премногу добро да биде вистинито? Во сите, во 100% од случаите, премногу добро. Ете, Техномаркет фан страната ветуваше дека ќе даде 100 машини за перење гратис. Кој дава 100 машини во денешно време? Гратис. Извинете, тоа се цирка 50.000 евра вредност комерцијална во машини за перење. Ако комерцијална организација на вистина реши тоа да го направи, тоа ќе биде направено со огромни фанфари, со медиумско покриеност, со донација на загрозени семејства и така натака. Нема да отидат на Facebook да напишат нешто и да речат ќе ви дадеме 100 машини за перење. Никој нема тоа. Да, кликнете, споделете и така. И така, тоа не се случува. Истото и со Ауди фан страната. Даваа Ауди Спорт 2022. Прво, такво возило не постои. Така што се вика. А друго, кој дава возило од 50-60 евра денеска? Извинете, на Facebook. Значи, ако е премногу добро да биде вистинито, не е вистинито. Второ, не го рекламирајте, не го споделувајте, бидејќи му давате легитимитет на измамникот. Еве едно прашање кое што би го поставил за сите граѓани, може би малку повозрасната генерација, добро ќе се сеќава. Дали би се сложиле некаде да рекламирате пирамидална штедилница? На некого, на ваши пријатели. Не вие да внесете пари во нејзе, туку на ваши пријатели додите да им рекламирате, зашто вас ништо не ве кошта. Дали тоа ви лежи на срцето како нешто правилно да се направи? Не верувам. Многу во оваа држава се изгорени од такви ситуации. Ова е еквивалентна ситуација. Вие рекламирате измамник. Немојте да го направите. И последно, немојте да кликате на тие страни. Ако кликнете на таква страна, единствено ќе кликнете со лична свесност дека веќе влегувате во ризик. Така. Значи, јас го направив, тоа ги следев сите тие страни, има и скриншоти, може би не знам дали ќе успееме да ги извртиме. Се подготвувавме за разговорот. Но јас тоа го направив преку механизми кои што ќе создадат доволно бариери меѓу мене и што и да стои на другата страна, за да не успее нешто да влезе кај мене. На крајот на денот тоа што го употребив е веќе уништено, не постои. Так. Ама не секој граѓанин може да си во... Спретен и зна, има познавање. Прво, нема време да изгради таква инфраструктура. Тоа бара време. Мене тоа ми е професија. Да. Не на 2 милиони луѓе во оваа држава. Така да, основно е, ако е премногу добро да биде вистинито, не е вистинито. Ако не е верификувана страната, најголем дел се измамнички страни, таа штикличка ќе гледаат во сино крупче. И понатака, еден, да речам, здрав разум и малку лична параноја. Ова не е добро. Ова е измама. Зошто јас да ја легитимирам измамата? Дел од луѓето може ќе речат, па може би постои една мала шанса дека ова е вистина. Не постои. Жалам, не постои. Постои само измама и постои вие да го засилите гласот на таа измама. Немојте. Ова некако почна пред неколку години, сега брзо, не премногу години, меѓутоа вака кога почна и ковидот, паралелно со тоа, како да се отвори Пандорината кутија со овие измами, но ете, освен што се дава легитимитет, треба и на прво место да го имаат граѓаните на ум тоа дека има достапност до нивните податоци. Так. Многу од голем дел од фирмите тоа и го веднаш нели кога почна овие наградни игри веднаш излегува со деманти на нивните официјални страни на социјалните мрежи дека станува збор за измама и некако тука како и да се прераспредели публиката, на почеток и младите беа фатени на оваа јадица, некако сега како таргет да се повозрасните луѓе, таков печаток се добива како таргет да се пензионерите кои што не читаат внимателно, кои што за жал се поизложени на овие измами, бидејќи им треба и повеќе едукација за социјалните медиуми. Па така да дојдем да допреме и со совет пред се до повозрасната наша публика. Да бидат повнимателни. За жал во право сте. Еве, колку и да јас не сакам да создадеме некоја возрастна категоризација на луѓето, овие нумерички модели што ги разгледав околу трите страници се изгледаат вака. Страницата на Техномаркет, која што нудеше 100 машини за перење,
има 4800 следачи. Станицата на Ауди која нудеше возило, Ауди Спорт, што и да тоа треба да значи, има 1300 следачи. Тие две се скоро истовремено креирани страници. А страницата на КФЦ, која што нуди $10,000 за сендвичи, условно речено, има 100 следачи. Нешто под 100 следачи. Ова само то кажува каде е интересот за производот. Интересот за производот, за жал, е во машините за перење. Не се тоа луѓе кои што сакале возила, бидејќи тие три страни меѓу себе се рекламираат, лесно е да се најдат. Не дека не ги виделе страните. Така. Но никој не се заинтересирал за сендвичите, многу малку, помалку луѓе се заинтересирале за колата, најмногу се заинтересирале за машината за перење. Некако тоа индицира дека зборуваме за луѓе кои што веќе имаат основано домаќинство, кои што повеќе се заинтересирани за нешто што може да материјално го употребат на дневна основа, отколку да се бркаат по улиците со некоја бесна кола која што уште троши пари. Да, повозрастни се. Она што можеме да им кажеме на луѓето е награди на Facebook, наградни игри на Facebook не постојат. Наградни игри ќе постојат на официјалната страна на таа компанија и компанијата ќе се отепа од нивно рекламирање. Значи ќе ги има на вести, предвести, на рекламите на телевизија, на постери, во самите продавници, на билборди. Секаде на билборди, секаде и на крај на Facebook, а не само на Facebook. Значи ако ништо друго, критериумот за повозрастните, ако го гледате само на Facebook, не постои. Да. И да се внимава и на основни работи, многу грешати на правописот, на... Тоа е веќе, да речеме, ако земете да читате. Тие грешки, да. Ако земете да читате, повозрастните луѓе прошле низ еден процес на образование кој што ги терал да внимаваат на тие работи, верувам. Не дека денеска не, но сепак поинаков е стилот на изразување денеска. Едно што ми остави многу непријатен впечаток, една од тие реченици почнуваше со зборот значи. Многу малку реченици во македонскиот јазик имаат аргумент да почнат со зборот значи. А тоа е некој нов сленг кој што денес се користи, што ми кажува дека тој што ја креира страната е од помладата генерација. На повозрастните ќе им пречи таквиот стил на изразување. Кога нешто ќе ви пречи во јазикот, знаете дека нешто не е во ред. Компанија професионална ќе ангажира лектор. Ќе го напише текстот како што треба да биде. Многу интересно тоа што и фотографиите се толку впечатливи, толку се со јаки бои, што повеќе примамуваат од зборовите и можеби од тие причини и се занемарува тој дел. Вие што го посочувате дека треба внимателно да се прочита. И на фотографиите се официјални фотографии, интересно, од официјалните компании, но стари. И тие се правени такви да бидат затоа што маркетинг компанијата на официјалната компанија решила дека тие треба така да изгледат. Тоа е добра работа. Тоа е добро сработена фотографија. Но, ако човек малку повнимателно погледне на тие фотографии, ќе види дека фотографиите на вистина се стари. Фотографијата, што беше ставена на Техномаркет, мислам вчера ја погледнав, е фотографија на која што јасно и гласно пишува 18.5.2018 година. Фотографија направена 2018 година. Зошто некој 2022 прави кампања со фотографија од 2018 година? Страната на Ауди. Првата фотографија што беше ставена фотографија од крстот на Водно, во период кога уште крстот на Водно беше ограден со арматурна жица. Нема веќе арматурна жица со години околу крстот на Водно. Среден е просторот. Тогаш не беше. Ова е, значи, зборуваме 2016 година фотографија земена. Секако треба да бидеме повнимателни. Се надеваме дека помалку ќе имаме прилика да се гледаме за вакви теми. Со оглед вашата стручност, дека господине Божидар Спировски, инженер за информацијска безбедност, ќе се гледаме и во некои други, можеби, теми и ситуации. Благодарим. Ви благодарам. Да ви благодарам за советите од името на гледачите. Бидете, се разбира, одговорни кон она што го читате на социјалните медиуми и што го споделувате, драги наши. Секако внимавајте на наградните игри, бидејќи, убаво кажавме, се што се доделува, се рекламира и на многу други платформи, и на медиуми традиционални, освен само на Facebook. Време е за вести во